веќе во тешки проблеми сме и ние, и Европска унија, и нашиот стратешки партнер. Затоа што цената на енергијата ни поскапува, производните трошоци ни растат, додека ние се бавевме со права, вакви права, такви права, на китови права. Едниот се спремал за војна, другиот се спремал технолошки напредува до безвес. Сега веќе на светскиот пазар парче не прави Кина. Најголема опасност за Соединените американски држави и за нас за Европа е Кина ради огромниот технолошки напредок. Ние сериозно овде треба да разговараме и ова Европа треба да свати дека што побрзо треба Балканот да го интегрира во Европа, оти ќе има уште процеси кои што ќе бидат на штета на поготово на европските услови. И ние сите заедно треба да видиме како ќе се спротиставиме на огромната воена моќ на Русија и како ќе се спротиставиме на огромниот технолошки напредок на Кина кој што гази све пред себе. За сега ниту Европа, ниту Америка не може да се спротистави и сега практично работата дојде однео враг шалу. Сега затоа воведуваат царини, затоа воведуваат ова, а тие истите најмногу бараат да имаат слободна трговија во светот, мислејќи дека се супериорни во технолошки понапредни и така натаму, во делот на апарати за домаќинство, во делот на електроника, во делот на зелената агента, фотоволтаици, ветериничи така натаму, парче прават, во делот на автомобилската индустрија. Вие само спите на уво дека она технолошки заостанува 5 години и само продолжете со тоа уво да спиеме дека ќе ги решиме проблемите со царина, место да седнеме, да спремиме стратегија, затоа што работата не е добра.